Шарени. Запад! Що направив? Кај си бе? Добар, што има? Добро е. Што се дешава? Билет, чел? Време на гости, да, малко. Абе, дулета малку, може се тега? Да, слободно, зашто да не. Видиш, што знаеш како знаеш, бе? Ја Видиш, што ме почека малце, Нема се проблем. успат, бе. Да. Знаеш како е ние младите ставаме 2-3 поручек. Па добро, нема врска, важно сме на време. На време. Ја ги разбив така да јас сум со шарени, ти си со... Јас сум со пуните? Да. Да, леле како ми ја намести четворка, а брат. Да, имаш овако Имам шанса позиција таму. Леле, многу сум добар, нек се ајде, терај. Си плешаш, бе, билетче? Па да, играм од времето, пошто и порано поише се играше на билјард, мада и у задње време има доста овакво Шо игра? што игра, да, тачно и ова што беше исто што е у железничка истава Хазард, да. Иде у грамо и на некои други места у грамо. Така да со флипери, флипери, видеоигрици, такви ствари, билјард, пикадо, фудбал, че онако со тоа малте не имам пораснал. Ама други време ја биле порано, така се Па дешавале да! многу по-други ствари. Сега некако малце тоа време не е кула. Па тоа беше, што знам, поише да ако направиме паралела беше некако као аналогна верзија на, да речеме, на работите, пошто се е све компјутеризирано, дигитализација, она и повеќе луѓето се пребацени на такви ствари. Тука постои разлика, има предности, има и мани, така да. Ма да, види, социјалниот момент на интеракција во живо е сведен на минимум денеска за разлика од времето кога вие стварно стиграле флипери, сте се заебале у играчници со жетони, не знам, стиграле Мустафа, како се каше, Кадилак сам диносаурус и слично. Да, имало игрици, овако што се, да речеме, што се играле и тимски, имало и онака и поедини, али во секој случај тоа што разговаравме имаше поише некако дружење за разлика од сега кај што луѓето повеќе се ориентирани на, да речеме, како се појавија социјалните мрежи, се ориентирани на седење повеќе дома, нема толку дружење, интеракција, да речеме, искачање, ова, на сега добро, дека е зима, тоа и главно е плюс, али... Тоа башка на страна. Овие работи се што ги збориме се дешаваат некои 90 и која година. Па да, обично... Кога ти почнуваш со музика. Да, фактички да, починем да, тоа се средношколски денови, така да... Шо те тера? Ти вика нешто у главата, само тебе, вика некој глас се јавува и вика друже, ти си исто, извини. Да. Вика гитарата земја. Случајно, не случајно, од увек сум сакал музика, онака и од увек ме влечело или гитара или бубањ. И сега не знам, некако израв да биде гитара. А си пробал бубањ? Па да, пробав, али за бубањ некако не ти фаќа, не ти фаша. Предиспозиција, да, за вако пошто бубањ не бара и кондиција и она да се мора да идеш чврст техника, она веќе ако сакаш да станеш и професионален бубњар, мораш и школа и ова, не дека и за гитара не, али едноставно си бара се работите, да. Како беше првиот пат? Купуваш гитара, кој ти ја купува? Си текнал ли на прва песна што си изгледал, настап, некои такви работи? Текнеа, да, како не текнеа. Причава да малце да раздвижиме, да видиме што се дешавало, се враќам уназад некој 15-тина, 16, 17, 18 години? Пријачен, да, овака, така да, првата гитара ми е, овако ми ја донесе татко ми од Palm Springs, од Лос Анџелес. Таа што ја свире вчера, таа Washburn плавата, што ми е, таа G5 Union, со тоа што
Понатака ја Па таа гитара е колку мене стара, бе. Ја 92 сум, 95 ако се Таа добро. гитара има, значи има на неа и серијски број, ова и проверив на интернет, таа е искочена негде 80 и некои години модел. Жити се. Да. Ау, ја не сум бил ни роден, човек. Добро, најдов овако колку серии биле произведени и се после тоа направив ја некоја кастомизација, ги извадив нешто магнети, нешто потенциометри, за да се ја приспособам за мои потреби. Добро. И од тоа почиња целата работа со, значи од таа средна школа, со Средно имаш завршено како? Орце гимназија. Значи Орце? прва генерација која Орце постана гимназија. Гимназија, претходно Гимназија било електро беше. Да, Сега да. се како што знам цела е сиде паралелки се гимназија, Така, не така, постои више така. електро. И се фаќаш у дружба со колку? Да, па со тоа што се дружевме, значи бевме заедно у клас со Васко од Бермис пропаганда. Така. Да, и со сегашниот бубњар на Супер Хит што е Даро. Така, така. Да, и со Се склопувате, се склопуваме, правите? да, и го правиме фактички првиот македонски кросовер бенд кој се викаше Boomix, кој екзистираше од период од 95-та до 99-та година. И после тоа работите се одвиваат како времето налагаше, така секој отиде по свој пат и Кросовер, да кажеме дека е Да. мешавина од многу правци во еден стил, да речеме, направен, што сте го направиле вие у ваше време. Ти текно на првиот настап, каде сте настапувале, имаше... првиот настап. Ви фрлале имаше, овако да. прслуци на сцена, гакички, девојки доаѓаат со соблака. Не, толку него. За прв настап имаше баш една добра работа у гимназија Никола Карев. Опа, јас завршив у Карев, ето, Да, гледаш, имаше- побрзани сме некако. Да, правевме со Васко, знам се сеќавам, собиравме бендови, правевме као насловот на настанот беше голема свирка на малите бендови. Учествуваа прво демо бендови, воедно и тоа и првиот наступ што ме праша приеска се деси со Boomix и дојдоа доста луѓе, онака скоро 1500. Тоа на прв настап? Да. Оу, браво. Беше онака многу добро, мислам. Па вие сте имале прв настап, човече, што секој може да сања 1500 луѓе да, на прв настап, баш е прилично бројка многу голема. Да, башка сега, мислам сега, ако тргнеме на страна опрема и тие ствари, каде се разликува од денеска. Добро, нормално. Мислам, Си зборам за напредува. технички аспект Да. на ово. Иначе, луѓе имаше, да. Тогаш не знам, со самото развивање на нашата држава во тој транзиционен период према нака почиња и целата сцена да се развива, така да. Добро, и сега, например, со ово искуство што го имаш ти сега, да Добро. речеме, да се вратиме наназад. Добро. Мислиш дека ќе стигнеш до овдека што се дешава, колку време веќе свириш, човече, толку бендови, луѓе за познавање, музика, формирање нови правци. Очекуваш ли дека ќе се занимаваш со тоа или имаше други приоритети? Имаш љубов кон доста други работи? Да. Преска што ги спомнавме, Доста, имаш љубов и кон тетовирање, имаш љубов и кон авиација, кон пиротехника, така. исто така со Да. тоноци, запознат Да, доста да. добро. Тек- Прилично сестран човек, може ли да избереш, пример, една работа што ти е најомилена, претпоставам дека е свирењето? Па да, увек, мислам, свирењето би било увек најомилена ствар поради тоа што тоа го правиш од срце и е искрено и пред се, тоа што спомнавме нели преска кога разговаравме, музиката за мене представува лајфстайл, начин на живот, не само мелодија и текст. Така да речеме кога гледам бендови или артисти било кој, гледам како испроduciran бендот, како изгледа на бина, како свират уживо, какви им се текстовите, за што пеат, како пеат и сега. Слушам широк диапазон на бендови, али има периоди некад кога ќе се насочам само на еден стил, например, пратам, па ќе ме здосади, па идам према друг. И тоа, што се однесува до професии, работев овако
прво работно искуство ми е контролор на летање. Контролор на летање, човече, тоа е. Работев Од кај до каде? 8 години, да. Овако тоа. И после тоа работев бев у Загреб на обука за пиродизајнер. Така. Имаше тука една фирма која овака сега веќе не постои, мирно из пиротехника се играше. И таму уствари научиш занаат како се стекнав лиценца за пиродизајнер, за сценска пиротехника, за стејдж, за огномети и за ефекти на филм. Така да. Браво, ти имаш работено на сите тие ствари, на сценски настапи, на филмски сет. Да, така. Браво. Се сеќам, мислам имаше од што се однесува до филмови на Милчо Маджев, што е овој филмот Сенки или она кај што иде превртена кола што е кај вода. Да, Сенки се вика, таму имаше некои ствари ставено ово. Се и ред други работи, мислам, не само Македонија и Косово, пошто и таму имаше доста ивенти се дешава и на 50 Cent, например, 2007 кога беше у Косово. Така, па после тоа дојде кај нас. Да, после тоа дојдам кај нас. И така, и после тоа... Исто така ми кажа дека уствари ти си има десени да возиш авион. Па да, Не, многу добра ствар. Може да го објасниш искуството, многу јако. Кој не би сакал да вози авион, да? Да, многу јака ствар. Прва работа е тоа што стариот мој е воен пилот и генски, значи тоа си... Ги знам работите, онака колку толку сега, мислам, не сум ја обучен пилот, али имам практика да управувам авион под овакво под надзор на главниот пилот, на копилотско седиште, тип на авион Piper 3 Escape, нормално со негови инструкции, некои 20 на минути у воздух на 3000 метри височина. И ваката дрвна адреналинноца те срака онака авион возам. Мислам, тој тип на авион не е таков за правење акробации или не знам, ова ние што се, да речеме, што ги гледаме. Да, јасно, пак адреналинот има големо тоа, те стресува онака, мене би ми било онака, знаеш, ти го контролираш авионот, онака, има снага, вози го, јако. Имаше моменти, знам, онака баш на таа висина и се погледнеш од кабина, горе гледаш, например, патнички изнад тебе пролетуваат, овако, зависи кој на која висина. Интересантно беше, да ти кажам право, супер си поминав. Така ми се погоди работите тоа, и као едно искуство е прилично добро. Па добро, привршуваме полека на билјардов брат. Може мислам да ги оставиме полиција, кога за Вова тоа беше супер муавет, ќе продолжиме на Сони. Знаеш да играш бе? Без Сони нешто фудбалче, Още Taken сум играл таква историја, али ќе покушам. Ќе пробаме шо, да видиме дали си стварна сестра. Да, ќе покушаме. Ајде, дружи, идеме сега да Сони да видиме шо знаеш. Ајде. Може? Може, слободно. Тепаме? Тепаме. Леле, ау, Текен, а? Тепаме. Леле. Ау. Леле. Опа, браво. Леле, ти скина, брат. Шо правиме? Ме збиве. Леле, Текен, леле. Браво. Ако играме. Да, супер. Сакам да те прашам, ме интересира преска спомнавме малце тетоважи. Добро. Го гледаш тело како платно што мора да се исполни до крај или како ме интересира што мислиш за тие ствари? У принцип не знам. Ми се свиѓа тетовирање као уметност, као дел од уметност уствари и као занат, да речеме, мање више. И почнав да се тетовирам, што знам, таму негде крај на 90-ти години првата тетоважа ја ставив. Крај на 90-ти, да, крај на 90-ти, мислам дека е 98-ма, со тоа што овакво малте не ги имам пројдено сите овие што се од old school артистиве. И имам доста тетоважи. Браво, Леле, ти искрено, бе. Браво, не сум играл одамна овако. Ја прв пат играм, само да кажам играм прв пат Текен, значи ова не сум навикнат на овакво уште. Ги играме, бе, супер ова. Да, може да се изиграм. Да, чек, изберам друг мене овако. Не те се свиѓа? Па слаб е ова некако нешто, не ми се брани уназад.
кога стискам. Да? Ајде, Да. уште овака Уште една изиграва, ми игра, па ајде. за тетоважија бев. Да. Значи, сум ги прошол сите овие old school што се тату артистиве, да. Един од поновиве генерации што се дечкиве да речеме. Сега некои не ги не познавам, али Али сакаш да ги испробаш? па да, би сакал да се истатуирам, пошто имам уште слободно место по раце, по нозе и би ставил овакво уште некоја. Браво. Добар си, добар. Да, одлично. Кои ти се најомилени Е, тетоважи? сега, Чекај, да, само тоа- секунда пауза, мора да прашам ова. Омилени тетоважи имаш ли некоја што ти е у срце, да, онака? омилено ми е баш таа што ти ја покажав овакво преска Мики Рурк, Булит. Да, пробај да видиме дали може да се фати. Дали ќе се фати, дали ќе Мислам дека да, може. Ова ми е омилено, значи ова е култен филм, не знам сега дали сте го гледали или не, Булит. со Мики Рурк. Овај у кој филм игра и овој Тупак. Рапера, да. Тупак. И, Може. мислам онака, не знам, од увек сум го сакал и глумецот и ликот у филмот и едноставно кога дојде момент ајде да се татуирам, пошто никад не сум ишол со намера да речеме Да бидеш ин, да бидеш сакам ова, кул, него или... доаѓам на лице место или ако сум имал нешто претходно спремно, тетовирај тоа и тоа. Браво, поштам. Да. Кажи ми, у колку бенда си бил до сега? Еве, сигурно си имаш искуство позе тебе многу, луѓе може да учат од тебе. У колку бенда си бил до сега? Да. Кај све си свирал? Ако земеме сега, ако се навраќам на како се вика на ретроспектива, ако направам на тоа, тайм ап. Испаѓа, значи првиот бенд ми бил Boombiks, период од 95 до 99. После тоа Two Sides од 2000 до 2002, умеѓу време свирев и у Смат на вториот албум. После тоа неколку овако години пауза. Тоа е моментот кога се занимаваш со... Да, кога имав пуно работа и контрола. не можев да постигнам две работи у исто време и конечно преку лани уствари би ми дошло при крај на година почна целата работа со база 903. Тука те чекам, И- база 903 е Да. новиот момент. Се зафативме со озбилна работа за Како излезе тоа целата ситуација? Се собравте со Психо? да, вака сега ќе ти кажам баш Баш ме ако интересира идеме онака. у детали. Значи они предходно правеле некои песни, пошто имаше ми прати Огнен пар ствари, ми се јави да ме праша дали прво сакам да учествувам. Вие се знаете од Да, многу порано. да, тоа се се знаеме знаете. од порано и пошто меѓу време барав луѓе за да направам бенд и ми дојде као кец на 10, као онака, баш буквално и се погодивме луѓето, сите што сме у бендот, се знаеме исто поодамна, сега генерацијски можда сме малце разлика кој со кој. Ама идејата е иста. Али да, идејата е иста и добро е тоа што не сме стилски ограничени, например, да речеме свириме стрикно тоа и тоа, него самиот стил кросовер. Значи се навраќате од првиот бенд што сте имале кросовер, сега пак да. имате некој вид на кросовер, што Кросовер, значи али- дека прати ви животот тоа. Да, кросовер али у некоја помодерна варијанта, Така, онака, така, нормално, да, Пошто се тој стил на музика дозволува мешање на повеќе стилови, да А речеме. претпоставам дека со самото тоа што е мешање на стил ти дава и многу поголема креативност да можеш да импровизираш, да Баш истражуваш. ради тоа, баш да. ради тоа. Значи, сега, како се поделими, да речеме, пошто у бендот сме две гитари. Едната гитара, например, строго, например, свири драйв. Например, јас имам одврзани раце да правам делови од Тоа што буквално сакам да, сите могучи стилови што можам, што ми е овако да можам да ги свирам. Така да тука сето тоа ми излегува у пресрет и задоволен сум до сега како се одвива работите и вчера што се случи овакво што беше свиркава за дечко хуманитарна за Голо. Така. Свиревме и
Ја супер, исто ветално задоволен. звучавте многу моќно, значи мора Фала. да признам дека Фала. те многу јако излезе целата работа. Фала. Кои се идните планови? Не, уствари чекај, не идните планови. Прво ме интересира мене од каде база 903? Зашо баш база 903? Па, база 903 нема некој си конкретно значење. Името испадна сосем случајно. Го направивме на проба, седејќи ме растури ево. Ако седевме на проба, не знам, онака пушевме цигари ово она и басистов Цитко нешто како му падна идеја името база му зазвучало добро и 903 мислам дека има некоја символика со 903 година и едноставно ги споивме тие два назива и Излага база 903, да има малце нешто македонско, да речеме као сегменту име 903 нешто поврзано со македонски револуционери. Сега и музиката, текстовите се од социјален карактер, да, не тоа на таа Каша тема. е многу добра песна. На таа тема што се однесува до текстови, тоа со Кацар треба со него кога го прашал он би ти објаснил подетално. Така. Ја можам да ти кажам за музиката и за стрикно за музичкиот дел. За музички дел, така. Па добро, што се очекува ново? Па еве, моментално Се работи работиме на албум, предпоставам. Па се работи прво на сингл. Евот. Се работи на сингл, значи идеме на таа варијанта сингл по сингл, да се направивме два спота. Така. Сега ќе искочи и трет за брзо, за кратко време. Овакво уште се работи на миксање, на средување на песната. Тоа моментално го работам и после со Огнен ќе работиме и на видеозапис. Меѓу време ќе гледаме да се случат свирки низ Македонија и пошто се пее на македонски јазик, така да за сега Македонија е у план, а за понатака не знам, за да речеме кога би дошло време за на англиски да се прави, тоа би било, не знам, потом би сасвим друга тема би било тоа. Мислиш дека, например, ти со твојата музика, да речеме, како правец, те однесла до моменти кај што ти се оствариле некои соништа, морам да спомнам тој дел. Па да. Преска спомнавме, ти се десило да се запознаеш со некој твој идол, го гледаш на телевизија и онака тоа ти најмногу што сакаш да го правиш во животот, имаш љубов и пасија за тоа. Добро. И наеднаш се дешава тој лик што можеме ти инспирација да го сретнеш онака како идол. Па сега така ќе ти кажам, пошто например порано се случува, цело време се случуваат концерти и да речеме ивенти онака каде што зависи што слушаш, што пратиш, идеш овакво и посетуваш и сега например имало бендови каде што, бендови кои ми значеле и сум имал прилика да се упознам со самите членови онака и да останам во контакт, например конкретно со пејачот на Медбол Фреди, која свира у Бугарија, бенд од Нью Йорк. Со него си имам упознаено со гитаристот. Со сите членови од Циков и тоа, али со гитаристот си направивме муавет баш пред МКЦ, тука на клупите надвор. И вака работите не се баш такви какви што изгледаат. Буквално мислам, кога ќе ги видиш тие луѓе како изгледа онака таков цел истетовиран, ово си мислиш типов кој знае што, а уствари позади него се крие многу кул човек. Така, сите се луѓе, сите се како нас, сите од крв и месо. Тачно, тоа е тоа. Човек кој што знае што прави у живот, има цели, има брка, насочен конкретно у тоа што го прави, знае што сака и тоа е тоа, не е онака као да лета се као муа без глава и тоа што викаш конкретно за облаци не се такви да се прават некои рок звезди, хардкор звезди или не знам
ситуации налик на тоа. Така да, луѓето си се сосем приземни, онака и браво. И може најнормален муавет да се направи со нив. Има луѓе до сега твое искуство имаш огромно позитива. Има луѓе кои што не се окей, брате, кои што тоа што ти скинав тука. Сега ќе те прашам, ме интересира. Луѓе кои што едноставно не ти одговараат едноставно на карактер, недоразбирање, да се десиле некои поголеми фарки, да речеме, у тој контекст, некои такви ствари. Или се е кул, ти си много окей личности, много кул те гледам, ама чисто ме интересира дали едноставно има луѓе и во андерграундот кои што сакаат да заебат на некој начин. Да си ќарат егото да биде погоре и така натаму и така натаму. Знаеш на што цел? Кога спомна его, значи егото е тој главен проблем кој што прави да работите излезат надвор од контрола. Од увек постоеле луѓе кои што немале контрола над свое его или немале цели принципи за кои се држале и направиле некои кардинални грешки и дали изгубиле контакт или ово, мислам, од лично искуство кажем, има ликови у градов, например, со кои што воопште не ми значат у живот, онака не сакам више да имам никакви контакти, а има луѓе овако што кои ми се као фамилија и рукави секој за нив што се вика. Кој од тоа до сегашно искуство што го имаш, на што те научи музика? Има ли некоја онака твој мото, порака што сакаш да пренесеш, да речеме, на остали луѓе кои што... Да, сум се размишljал пуно пати за таа тема. Сега, кроз текстови и да речеме, конкретно кроз текстови, не може да го менуваме светот или овона, може да се посочи само на некои работи, сега секој зависи како ќе ги свати, ќе ги исперцепира работите, али револуција да се прави, да речеме да се менуваат работи, тоа чисто сумњам, поише на бендот сатисфакција му е свирењето, самиот настап, снимањето, дали на спотови, дали у студио, сега варира од човек до човек, некој не ќе да снима у студио, некој повеќе му се свиѓа да свири уживо, зависи, секој си е различен. Ти поише уживо или студио? Што поише те прави кеф? Мене окей ми е све, не пребираш да, му, не битно пребирам, да се сакаме, љубов тука се шири. Не пребирам у принцип, мада студио ми е малце по-досадно, пошто онака... Така, вака кога се уживо па публика интеракција, гледаш како реагира. Со луѓе, тоа е друго, има вајб некој, ова се дешава и такви работи. Кажи ми, База 903 планирали ускоро време албум, планирали надвор од држава, дали јазичната бариера мислиш дека може да ги спречи барем малце База 903 да излезе конечно од рамки, малце да се прошири, да отиде тоа по-горе од кај нас? Па еве тоа баш што спомнавме преска за јазична бариера, да речеме, пошто текстовите се на македонски. Така. Мислам дека само би можело да се опфатат балканскиве простори, да речеме, од бивша Југославија, да се покријат на тие полиња тука, евентуално од соседиве нешто, а да се тера Европа нагоре, веќе друга работа, да, малце јазична бариера представува проблем. А сте размислиле да почнете да правите текстови на англиски за да може да го направите? Сега за сега не. Значи полека, чекор по чекор, битно да се освојува територија, полека на сигурно. Значи таргетот ни е онака да ја прошириме музиката на што повеќе луѓе да ја слушнат. Не се одредуваме само за одреден круг на, да речеме, на една целина на луѓе кои ќе слушат, него да се слуша што е можно повише, за да тоа што зборевме да се уништи таа кич култура, турбо фолк, и мислам тоа ќе го има, да, не дека не, али колку што е можно да биде повеќе распространето нешто што е стварно квалитетно, што некој сака да слуша, што се ствара од срце, уметничко, онака, и тоа е тоа. Последно прашање додека сме тука, која е твојата идеја, тоест твојот став околу тоа
што е комерцијала, што е андерграунд? Може ли тоа го објасниш само и да завршиме со овој дел, после ќе тркнеме на некоја места? Ова е малце покомплексно прашање, има доста да се збори за овакво. Добро. У кратки црти твојот став околу тоа. Знаеш и сам како се поделени работите, како функционираат работите кај нас. Кој е, да речеме, мејнстрим под наводници, кој е андерграунд. Постојат разлики, не дека не, али пошто постои интернет, социјални мрежи, значи мултимедијата е сега на големо, на високо ниво. Денеска може секој да направи песна, да отиде у студио, да плати, да сними песна, ако има кеш да сними спот, стави на YouTube. Значи, можностите за да искочиш јавно, да те видат, се многу поголеми за разлика од порано. Да, кој имало радио, една програма, телевизија, бла, и овакво не можело повеќе да се напредува. Сега работите се тотално другачи и функционираат сосема различно од тоа што било некогаш. Така е, да. Така е. Добро, друже, тоа е било тоа за овој дел. Завршуваме сега. Кидаме, имам уште еден дел да завршиме, што ќе биде мало изненадување за тебе. Добро. Бидете така, се гледаме за кратко. Си бил да става Устаница? Устаница? Да, сум бил. Не Устаница 26. Не, у полициска. У полициска? Да, јесте. У Карпуш. Ради физички напад. Физички напад? Да. Кого си те попи? Па, имаше случај овако тоа пред пар години, али сега не би да навлегувам у детали, пошто не е тоа за фалење, мислам. Како да е, али имам искуство и со да не го утепа човекот? Не го утепав, не преживеа, али... За жал преживеа? Али, што се тиче до прашањето дали сум бил у станица, сум бил. Тоа значи дека се физички... Па не, физички не, мислам. Едно време се бавев и со бодибилдинг, и нешто борилачки вештини, али во принцип не сум таков тип да работите ги решавам на физички начин и сагам онака цивилизирано како секој нормален човек со муабет да се реши вербално. Битно се завршил Устаница. Да, за искуство. Ти, супер, дека на физички некој да се... Не е некоја, мислам, не е некоја, како да кажам... Јеби га брат, после тоа, батале, не ме интересира. Добро. Кажи ми, колку имаш украдено музика до сега? Од кого ги крадеш се ти дејни? Не, види. Не може толку години да ми кажеш дека се од тебе излезано. Не го гледам ја тоа као крадење, ја го гледам, вака ќе го гледам као влијание, например. Не можам да киднам од тоа дека Rage Against the Machine не ми се влијание, пошто као прво гледаш ги имам истетовирано на рука, слоганот го имам, што е гитаристот што е Том Морело, значи во периоди кога сум учел гитара да свирам, човекот ми бил ептен големо влијание, али да правиме компарација со него, ја немам ни Т од Том Морело спрема него, спрема тоа што го има. Мислам, кога би се правило компарација да се споредува кој како свири. Пошто имам уште многу, не сум баш школуван музичар. Имам... Си крадал нешто? Неам, мислиш за крадење... Не музика, зборам пакетче мастики да Да, па не сме обивале порано... Си обивал? Ствари, да. А сега знаеш зашто си тука, а? Пичко, смешно, не смешно. Добро. За тебе смешно можда. Добро, Што си обил? Па се дешавало разни дејности си бил ти уклучен? Тоа у помлади години се дешавало, као и секој, мислам, кој не прошол низ тоа кога ќе гледам. Па еве, ја, полицаец сум. Да? Да, не сум прошол низ тоа. Ме интересира друга страна. Ајде, пичко! Не знам, па се дешавало, мислам, ти викам, онака, обијање на фрижидери, сладоледи, али не толку, мислам, у таа мера да постане на ниво на клептоманија или такви ствари. Чисто ради забава. Не, пак адреналинот те натерал пак? Не, неам такви афинитети спрема тоа. Да? Кажи ми, толку време низ музика, сите луѓе што се у таа бранша на музиката и познати поп
светски рок звезди, кажуваат дека конзумираат одреден вид на психотропни супстанции. Да, тоа е тачно. Мислам нема човек денес кој што не конзумира. Не дека... Кои се другите што си ги пробал? Па сум пробал скоро све, освен хероин немам пробано само. И мислам не сум љубител на марихуана, мада ги оправдувам луѓето кои што си пушат овако, така да мислам немам ништо против тоа, сега што е Која е најдобрата дрога што се пробал? Па не знам, овака кога би ги ставиле на некоја листа спрема цена и спрема овака, кокаина е фала Богу на прво место. Како се осеќаш? Кој е внатрешното чувство? Па мислиш, у глава зависи сега, секој човек добива различна перцепција. У принцип се дешава да осеќаш поголема самодоверба, осеќаш дека можеш да направиш многу повеќе работи. Да, тоа значи дека ти на пример го конзумираш тоа и им се ставаш на пички. Здраво, јас сум Бред Пит. Па не е баш у тој фазон, не го гледам тоа така, мислам. Поише онака као рекреативна ствар, али ти викам, ми прошла тие години кога сум го правил тоа порано, многу поинтензивно, да речеме онака и мислам не само ја, нема денеска искрено речено човек кој што не пробал нешто или да не се лажеме сега, збориме отворено. Така. Добро. Значи, ти се десило ли на сметка на тоа, не ти се дигна кога се девека например? Па да, се дешава, зашто да не. И Па како ја објаснуваш за доаѓето вика, слушај, Зафо, сакам вечер, бум бум бам. Сакаш вечер бум бум за рука, бум бум, ајде идеме тамо и тамо. Ако сака, чао, пријатно, нема тука што муабе да се прави, ако е наредена ситуацијата, тоа е. Да, секс една вечер, признаш? Да. Користиш кондом? Да. Си се проверил за хив си да дали имаш нешто? Да, сум се проверил. Не, све е негативно. Фала Богу, до сега. Само сум имал овакво, како се вика, бактеријана... Ешерихија коли? Не, за овакво... Као полова болест спаѓа. Не беше кламидија, него таа другата. Таа што се лекува со антибиотици, мислам, пиеш 2-3 апчиња антибиотики. Обично женските ја носат таа бактерија, машките се само пренесувачи. И тоа не е страшно, мислам, ништо не е. Си имал фрка до сега да бидеш со девојка ти кажа, слушај ми касни 2-3 недели. Да. А ти се десило ти кажа девојка ти кажа, ти си татко, јас сум трудна. Па не сум имал таков случај, или некоја слична варијанта. Мада сега не би навладал у детали, али тоа што ме праша за такви правење на тестови, на ова, да, ми се има дешавано тоа. Мислам, пак ќе се навратам на тоа се пак се работи од секојдневие, мислам, не сум ја некој од друга планета као да сум кој знае што, јас сум нормален човек, на секого му се дешавале и фрки, и добри ствари, и не го гледам тоа као некој баук или као, не знам. Дали си побарал пари за настап кога биле прашање претходно договорено да свирите без пари? Пример, ме интересира. Во принцип, кога се работи за такви ствари, претходно ако се договара, значи се збори face to face, се одредува сума, како иде, што иде све. Добре, и ти колку кошташ да речем? Сакам да те викнам да ми свириш дома да ќе игра бас. Па моментално, например, јас сам као артист не можам да свирам. Добро, како бенд? Као база, например, имаме лимит испод кој не идеме и... Кој е тој лимит? Тој лимит е 600 евра. Да, 600 евра. Испод 600 не прифаќаме да свириме, пошто мислам дека секој артист треба да си го цени трудот и да си наплати за тоа, пошто денеска кога ќе видиш сето тоа, мислам, се е индустрија на некој начин, поготово ова е музичка индустрија и ако имаме денеска многу, да речеме, помошни работи за полесно да се искачиш према врв. Не према врв, него да се презентираш на луѓе преку разни медиуми, али... Сметаш ли дека си се продал до сега? Сметаш дека тоа што правиш сега комерцијално, дека ја продаде музиката, дека не си вистински чувар на андерграундот? Па, да ти кажам... Има такви гласини, кружат? Па не, види, тоа што се однесува до луѓе, за зборење, луѓе остојат увек
постојат и ќе постојат луѓе што нема да бидат наклонети спрема тебе, значи ќе ти зборат позади грб, ќе оговараат и ова, значи не можеш ти на сите да им се допаѓаш. Овако. Тоа е точно, ама дали се продае? Е прашањето. Ја лично за себе, Да, лично за тебе, мислам, да. па што знам, ја мислам дека не сум се продал, него сум направил некоја транзиција од еден у друг стил, пошто преска нели кога разговаравме за лайфстайл, како што ти кажав, јас сум си тој што сум. Ја и на 50 години, например, ќе бидам тетовиран или на 60, значи А че, саш да ми кажеш дека тие татуажи не си ги направил за да бидеш им, кога правиш будала? Па не се. Абе не ме дуби, кажи, сакам пички да ме сакаат, сакам да ме гледа народ, пак излезам до тука, од тука напрем до овдека. Глупо, не знаеш што имаш исто. Да, мислам, тие работи обично идат така, ама не, пак ти викам, ја малце подругачие го гледам тоа. Сега, увек кога почнеш со една-две тетоважи, после надоградуваш секоја наредна. Си станал зависен. Па зависен. Сега, Да речеме, имало период, да речеме, колку е, можда 2 години се неам тетовирано, али уназад, да кажем, имало периоди кои на секои 2 месеца, например, идело нова тетоважа, бам. Што ново, што сум поправил, зависи како што и што зборевме преска, имам уште простор да ставам на себе, што Мене ке ме стетовираш ли Иван пресметка, ја застанат вака. Па добро, да речеме се, ако се договориме за некоја сума за ова зона, може да ти стетовирам, зашто да не? Што се друго зависен? Си бил некогаш навлечен на коцка, на дрога, на девојки, на нешто што ти ствара зависност? Мислиш на пороци, на такви ствари? Да, на лоши работи зборам. Па, пак исто ќе се навратам на тој муавет, онака овакво од преска што го разговаравме, секоја персона или лик кој што у период на растење, на развивање на личност, онака пробува и некад ќе тргне по тој пат, да речеме, онака да види што се дешава, како се дешава. Тоа сум го сватил као лекција, онака пројдено врз своја кожа, онака мора некои работи да осетиш на твоја кожа, за да знаеш понатака како ќе се одвиваат, каде смееш да стапнеш, каде не смееш. Значи тука мора да постои одредена граница до каде се иде и имаш место кај што можеш да идеш, место кај што не идеш. Добро, кога сме кај место дека што не можеш да идеш, се земал пари од лихвари да се? Зашо на сите страни се збори дека душиш? Не сум имал такви проблеми, тоа ти се дезинформација, мислам, не си добро информиран. Така, значи не душиш нигде, чуст? Па дужам у банка само моментално. Со лихвари работа не? Не. И такви криминални дејности. Кои се местата кај што не смееш да стапнеш во? Ама, како мислиш? Зашо не смееш да стапнеш на некој место? Не го мислев тоа да не смееш да стапнеш конкретно за место, него мислев. Не, ја мислев, да, за било што место е како поим сам. Па не ја. Пример да влезеш на место кај што се спомнат лихвари, пример. Или дилери. Па не сум се нашол во период, мислам, не сум се нашол во ситуација да имам таков, како да кажам, да имам таков проблем за да треба да поземам пари од лихвари или не знам што ти ја знам, било некоја каква друга криминогена дејност. Не сум се нашол онака, али знам луѓе кои што се нашле и знам како прошле. И според тоа сум оценил дека не е добро да се плеткаш, брат, со такви ствари. Има некои работи кои што некад може и од туѓи грешки да научиш, да видиш што се дешава, како се дешава и да донесеш заклучок дека... Добро, кој е муавето дека си бил претепан ради девојка? Немам такво нешто. Прв слушаш дека си бил со девојка, оваа се отишла со друг, фрка, се претепуваат. Не знам. Колку пати те претепале да се? Не знам, ова ти е дезинформација. Ајде девојката на страна, колку пати те претепале да се? Зашо рипаш у фрка? Не сум оваков таков насилен тип, ти кажав и преска. Ама сигурно имало кој те нападна. Имало ситуации, ти викам, кога се дешавале да работите не може да се решат на цивилизиран начин, на вербален, со мувате, со она, да се потегне. Значи си го искркал кога, да? Па да, и сум... Да, не ми, и сум јадел и сум давал, не дека не.
Памтиш некој така, јако кога те здравил некој пјута кам аз сам, онака да не Па, знаш да се... не сум бил у такви ситуации, онака, мада такви групни фајтови имам искуство со такви ствари, да. Али ти викам пак, тоа сега мислам, кој би се навраќал, тоа се више заборавени теми, не знам, тоа не ме занима, мислам, не се замарам со такви работи, така да веќе и цивилизирано време, луѓе, мислам, не обрнуваат внимание веќе на такви ствари. Пена кога дојде до не знам што, мада пак ти викам, боле би го решил тоа, ако загустат работите, би го решил по судски пат, него ли сега да потегнува, да се фаќа. Добро, гледам дека си фин дечко, у задње време си се попрел, не е така како што зборат други, слободен си. Добро. Ајде, стануј, да не можам, ајде, има уште пред тебе. Последната пресметка на бандите.